Светската економија е на стаклени нозе. Каматите пораснаа, државите ги укинуваат субвенциите за електричните возила. Сето тоа се одразува на автомобилската индустрија, која се уште ги чувствува последиците од пандемијата и не може да ги достигне бројките на продажба од 2019 година. Затоа пак луксузните производи се продаваат како алва. Денеска нив ке ги имаме во изобилие. Нема да ги купуваме, аме барем ке им се изнагледаме. Еден таков автомобил доживеа македонска премиера – Porsche Taycan. Секако дека ќе имаме и приземни возила кои исто така ни стануваат недостижни. Почнува уште едно патешествие по автомобилските меридијани. Во еден месец се случија две македонски премиери на Порше. По панамера на македонските поклоници на Порше им беше представен ажурираниот Taycan, чија појава ги вознемири духовите. Кога беше лансиран обновениот Taycan на почетокот на февруари, од Порше центар Скопје најавија неговата македонска премиера дека ќе се случи за 60 дена. Речено сторено. Премиерата помина во знакот на Taycan 4S. Најважно за корисниците на електричните возила е податокот за зголемувањето на автономијата за 175 км или за цели 35%. Во зависност од варијантата на каросеријата и моторот, автономијата се зголемува до 678 км. Performance Battery Plus сега има бруто енергетски капацитет од 105 кВт-часови. Воедно зголемувањето на батеријата овозможува полнење со моќност до 320 кВт, што е за 50 кВт повеќе од претходната генерација. Со новата функција Push to Pass на пакетот Sport Chrono, во зависност од моделот се добива дополнителна моќност до 70 кВт во траење од 10 секунди. Кај Taycan Turbo S големувањето е дури за 140 кВт кога се користи контролата на лансирање. Ова ги зголемува системските перформанси на врвната изведба на 700 кВт. Обновениот Taycan веќе може да го видите во изложбениот салон на Porsche Центар Скопје. General Motors ке ја сели својата дирекција. После скоро 3 децении, компанијата го напушта препознатливиот ренесансен центар кој стана заштитен знак на нејзината моќ. Причините не се само економски. Заради сеопфатната дигитализација на вработените сега им се потребни помали работни простории. Освен тоа, од некогашните 6000 вработени сега таму се помалку од половина. Овој центар, кој се состои од 7 поврзани облакодери, од кои највисокиот има 73 ката, е изграден во 1977 година, а од 96-та е во собственост на General Motors. Новите простории во кои компанијата вредни 1,4 милиарди долари ке се всели идната година се наоѓаат во блиската населба Хадсон, која во моментов наново се изградува. Заедно со низиниот инвеститор ке се разгледаат опциите за понатамошната иднина на ренесансниот центар, кој е символ на Детройт. Во својата историја долга 113 години, ова е четврти пат како дирекцијата на General Motors се сели.
Honda ги изненади присутните на годинешната недела на модата во Милано, каде ги представи различните видови на мобилност кои компанијата ги нуди. Представник на автомобилите беше токискиот концепт Сустайна C, за кои при проектирањето е водено сметка да биде направен од материјали кои нема да ги загрозат постоечките ресурси. Како пример се наведува користењето рециклирана акрилна смола, а и ткаенините во него се изработени од употребени репроматеријали. Панелите на каросеријата, кои после помали удари може да се вратат во првобитниот облик, имаат висока отпорност на атмосферските влијанија и минимално се деградираат со текот на годините. Заедно со овој градски електричен модел со изглед инспириран од минатото, во Милано допатува и малиот концепт моторцикл наречен Pocket, кој може да се смести во багажникот на возилото. Поставата заокружи новата верзија на популарниот скутер SH125i, чии полутранспарентни облоги се направени од специјална пластика за чие производство се емитува 9,5% помалку јаглерод диоксид. Поминаа 20 години откако Кија ги пушти првите корени на своето европско производство со основање на филијалата во Словачка. Успешните преговори со владата резултираа со почеток на изградбата на фабриката во Жилина есента 2004-та. Првите возила од ова тогаш најмодерна фабрика на континентот излегоа 3 години подоцна. Високиот степен на автоматизација овозможува истовремено да се произведуваат 8 различни модели, чиј квалитет беше крунисан со 7-годишна гаранција. Купувачите позитивно реагираа и во 2012-та беше воведена и трета смена. Како резултат на тоа, капацитетот на фабриката се искачи на 350.000 автомобили и 540.000 мотори годишно. Во 2020-та се направени низа надградби на технолошките процеси, со кои покри другото таа е прилагодена за производство и на хибридни мотори. Денес во неа работат околу 3800 луѓе, чиј просечен стаж поминат во фабриката изнесува 11 години. Во очекување на првите испораки на последниот Bugatti со традиционалниот W16 мотор, француската компанија ги зголеми проценките за неговите перформанси. Велиме проценки затоа што го имаат испробано само до 380 км на час, иако низ автомобилските кулуари се шушка дека е способен за дури 500 км на час. Како причина за тоа наведуваат дека е тешко да најдат патека со доволно долги правци за да постигнат повеќе. Но затоа уверливо тврдат дека за разлика од другите автомобили кои на граница на своите способности се тешки за возење, Bugatti болид останува исклучително лесен за контрола. Тоа би требало да биде утеха за 40-те купувачи на овој тркачки автомобил, кои за своите 4 милиони евра ќе добијат само 1600 наместа 1850 конски сили, колку што концептот развиваше. За останатото за моделот се знае, се бидејќи е представен уште во октомври 2020-та. Ултралесната шасија од јаглеродни влакна е развиена со италијанската Далара, според стандардите за тркачките Леман автомобили. Механичките компоненти се направени од најлесните легури, меѓу кои и на титаниум, со што тежината е сведена на 1450 кг. Карактеристика му е уникатната позиција на седење, како во тркачки автомобил, но ќе има и клима уреди, иако нема да може да се вози во регуларен сообраќај. Не
можејќи да се воздржи уште кратко време до официјалната презентација, BMW ни даде увид во четвртата генерација на X3, чија продажба и покрај годините е одлична. За да остане така, новиот модел кој ги поминува финалните фази на тестирањата ќе има сериозно унапредена механика и свеж дизајн. На снимките се прикажани плагин хибридниот и M-Performance моделот, по чија камуфлажа се крие поголема, поелегантна и поаеродинамична каросерија. Баварските инженери наведуваат дека испробаната платформа е задржана, но трагите на тркалата се пошироки, а крутоста на ослонувањето зголемена, што директно ќе ги подобри возните својства без да влијае на удобноста. Со доплата ќе може да се добие и адаптибилна шасија со електронски контролирани амортизери. Останатите промени вклучуваат подиректно управување и најнов пакет технологии за безбедност и помош на возачот, меѓу кои и можност возилото да се паркира со помош на мобилен телефон. Изгледот на внатрешноста ќе биде поедноставен, со задржани само неколку конвенционални копчиња. За погонските опции нема многу конкретни детали, но јасно е дека и наредниот X3 ќе биде достапен и со дизел мотор. Исто така ќе биде и првиот модел на марката што ќе понесе новата поедноставена номенклатура во означувањето на верзиите. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој заведува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Метрополис, број 1 радиомрежа. Требаше да помине само нешто повеќе од еден месец, Масерати да ја промовира Folgore, електричната верзија на Gran Cabrio. Додека донаторот испод хаубата има 3-литарски Twin Turbo V6 Nettuno мотор со 550 коњи и 650 Нм, електричната верзија пука од сила и вртежен момент. За оние што моќте во автомобилот им е најважна ќе бидат воодушевени од она што го нуди тризабецот од Модена. Впечатлив дизајн, 829 коњи, мамутски вртежен момент и 420 км автономија. Накусо ова е личната карта на Масерати Gran Cabrio Folgore. Наоружен е со 3 електромотори, еден на предната и 2 на задната оска. Ваквата поставеност овозможува погон на сите тркала, векторирање на вртежниот момент на задните тркала и комбинирана максимална моќност од 610 киловати и 1350 Нм вртежен момент. Благодарение на импресивната моќност, забрзува од 0 до 100 км на час за 2,8 секунди и достигнува максимална брзина од 290 км на час.
Уште поважно за електричен суперавтомобил се најавува автономија според WLTP помеѓу 420 и 447 км. Перформансите ги храни пакет од батерии од 92,5 киловат-часови. Кога ќе дојде време за полнење, на располагање е способноста за брзо полнење од 270 киловати, што му овозможува на автомобилот да добие храна за 100 км досег за само 5 минути. Ако не брзате, батеријата може да се полни од 20 до 80% за само 18 минути. На располагање се 4 различни режими на возење, меѓу кои Корса е најекстремната и ја ослободува целосната моќност на електромоторите. Маркантен е мекиот покрив кој може да се спушти за 14 секунди при брзина од 50 км на час. Кабината се одликува со чувство на висока технологија благодарение на 12,2-инчната дигитална инструмент табла, 12,3-инчен инфозабавен систем и 8,8-инчен дисплеј со дневни контроли. Интериерот е многу приспособлив и може да биде опремен со одржливи материјали како што е Еконил. Тој е регенериран најлон материјал кој е направен од рециклирани рибарски мрежи и итисони. И сега доаѓаме до еден куриозитет. Дознавме дека Масерати Гран Кабрио Фолгоре во Македонија ќе чини 209.000 евра. Тоа се многу пари, но поради ослободувањето на електричните возила од данокот за моторни возила, Гран Кабрио Фолгоре ќе биде поевтин од Гран Кабрио Трофео за повеќе од 69.000 евра. Доколку се земе во предвид и дека Гран Кабрио Фолгоре испорачува 278 коњи и 700 ньютон метри повеќе од Гран Кабрио Трофео, тоа е бомбона бизнис. Каде и како ќе ги полните батериите, тоа е друго прашање. Американскиот јунер Шелби повторно се зафати со преработка на Мустанг, овој пат од најновата генерација. Познато е дека дивото пони му е омилениот автомобил заради што неговите креации секогаш импресионираат. Така е и овој пат, со додавање на компресор од неговиот 5-литарски V8 се извлечени брутални 830 конјски сили. За резултатот од нивните детални преработки велат дека е втемелен на идејата на основачот на компанијата Керол Шелби секој нареден Мустанг да биде подобар од претходникот. Сепак, бидејќи имиџот понекогаш е поважен од можностите, Супер Снејк, како што е наречен овој модел, доаѓа и со стандарден мотор со 480 коњи, со каков Мустанг има излезено од погоните на Форд. Но без оглед на агрегатот, автомобилот има ново подесено ослонување, спортски издув, посилни сопирачки и подобрено ладење на моторот. Погонската оска е едноделна за да се намалат губитоците на сила, а во верзијата со мануелен менувач модифицирани се и преносните односи. Шелби Супер Снејк го красат 20-инчни ковани магнезиумски тркала кои заедно со алуминиумската хауба ја намалуваат тежината на возилото. Редизајнирани се браниците, маската и бочните прагови, а дифузорот и задниот спойлер се од карбон. Во внатрешноста се наоѓаат неколку детали специфични за Шелби, како што се седиштата, извезените подни простирки и нумерираната плочка со серискиот број на автомобилот. Податоците за забрзувањето и максималната брзина не се објавени, ниту пак цената, која сигурно нема да може секој да си ја дозволи, пути ќе бидат направени само 250 примероци. Најавивме дека денеска ќе имаме и народни возила. Кашкај беше еден од пионерите во класата кросовери. Сега пазарот е препълн со адекватни модели, па да го одржи темпото на продажба, Нисан направи освежување на третата генерација. На прв поглед јасно е дека се зацврстува семејната врска со електричната Арија, на која наликува изгледот на предницата.
Со стилското освежување, популарниот Кашкај сега личи на електричната Арија. Зголемената и поубава мрежеста маска инспирирана од оклопот што го носеле древните јапонски војници, а тенките фарови успешно го разбиваат гломазниот впечаток што го дава предниот дел. Дотерувањата на задниот дел се поблаги, но вклучуваат нов сет на задни лед светла и модифициран браник, чиј поагресивен долен дел е дизајниран да му даде на Кашкај поспортски печат. Она што освежениот Кашкај го нуди е ажуриран инфозабавен систем базиран на Android со вградени мапи и личен асистент на Google. Дополнително се нуди потполн приказ околу возилото со 3D функција која овозможува на возачот да го види секој надворешен агол, вклучително и птичја перспектива. Посебно згодно остварување е можноста за меморизирање на локацијата на паркинг местото. Со неа се зачувуваат често користените места за паркирање и возилото може автоматски да се паркира во нив. Сепак, сето тоа е шоу, бидејќи комплетно електрифицираната постава на мотори е иста како порано. Nissan се уште не го нуди Кашкај со чисто електричен погонски склоп или со приклучен хибрид. Купувачите може да изберат помеѓу два 1,3 литарски мотори со благ хибрид од 140 и 160 конски сили. 1,5 литарскиот трицилиндерски e-Power е целосно хибрид од 190 конски сили. Во оваа верзија моторот на согорување се користи само за погонување на електромоторот преку инвертор или полнење на батеријата од 1,8 киловат-часови, а никогаш не ги придвижува тркалата директно. Иако често со право имаме дебели предрасуди за кинеските автомобили, некои производи сепак заслужуваат внимание. При тоа не зборуваме за скапите и супермодерни електрични спортски автомобили, туку за сосема обични и секојдневни модели како што е Jetour Traveler. Овој кросовер со големина на Шкода Кодиак е дел од широкото семејство на Чери. Покрај изгледот, кој му е мешавина од неколку стила и најмногу потсетува на Форд Бронко, главна негова особеност е гаранцијата од цели 10 години или 1.000.000 поминати километри. Доста храбро, мора да признаеме, посебно затоа што се работи за возило со изразени теренски карактеристики. Тие се овозможени од цврсто конструираната платформа со крута шасија, прилагодливото ослонување и напредниот погон на сите тркала. Робусната шема владее и во внатрешноста која има прилично едноставен, но ефектен дизајн. Со задвишување со 2-литарски турбомотор кој развива солидни 254 конски сили во комбинација со 7-степен менувач со двојна спојка или 8-степена автоматика. Цената му стартува од интересни 20.000 евра. Освен во Кина, Чери ги продава возилата од оваа марка само на уште неколку изворни пазари, на Филипините, Блискиот Исток, одредени латиноамерикански земји и во Русија. Jetour, кој произведува исклучиво средни и големи кросовери, главно наменети за помали купувачи, постои од 2018-та и досега има надмината продажба од 200.000 возила годишно. Додека моделите на Toyota во Европа се едни од најскапите, во остатокот на светот не е така. Например, во Индија марката, користејќи ги собственичките врски, го представи својот четврти модел во гамата кој е ребрендиран Suzuki. Од оваа пазарна корист има и двата производителя, но најмногу купувачите. Затоа сведочи и трикратниот пораст на продажбата на Toyota на овој пазар од 2020 година наваму. А тој понатаму ќе расте судејќи според новиот модел наречен Urban Cruiser Taizor, кој не е ништо друго освен Suzuki Fronx, кој пак самиот е варијација на Grand Vitara.
Јапонците ќе кажат дека тоа е сосема поинаков модел, повикувајќи се на бројни факти, од кои најважното е дека посветиле доволно внимание да го направат малку поразличен. Како и да е, со својата должина од точно 4 метри, Urban Cruiser Tazer е најмалиот кросовер во тамошната гама на Toyota, што му дава добра стартна предност. Дизајнерските измени во однос на оригиналот се прескромни, а внатрешноста се разликува само по бојата. Моделот на Toyota е подобро опремен, пред се со безбедносни додатоци, но се друго посебно од техничка гледна точка е идентично. Основен е 1,2 литарскиот 4-цилиндричен мотор со 90 коњски сили, на кој алтернатива му е 1-литарскиот турбоагрегат со 100 коњи. Целиот овој пакет Toyota го нуди во Индија по цени кои стартуваат од само 9.000 евра. Мазда го представи најновиот член на семејството на спортско корисни возила, што постојано се проширува. Во најновата еволуција, дизајнерите се фокусирале на чистиот и елегантен дизајн кој ги краси новите модели на марката. Со речиси 5 метри должина и меѓуоскино расстојание подолго од 3 метри, CX-80 не е само издолжена верзија со 3 реда седишта на CX-60, туку е модел со своја персоналност. Кога ќе дојде на пазарот на есен, ќе биде најголемото возило по габарити на Мазда во Европа. Во внатрешноста Мазда CX-80 има 3 реда седишта. Во зависност од верзијата, во него ќе се сместат 6 или 7 патници со опција за 2 оделни седишта и централна конзола за вториот ред. Во секој случај, двете седишта од третиот ред може да се преклопат и во багажниот простор да се формира рамен под. Mazda CX-80 е скроена како знаменосец на марката во Европа и тоа го докажува не само со изгледот, туку и со опременоста. За оваа прилика воведена е Alexa, говорна контрола на возилото, новиот хибриден навигацијски систем комбинирајќи офлайн и онлайн услуги, како и системот што посебно ќе им се допадне на оние што влечат приколка. Тој преку централниот дисплеј со графички приказ овозможува идеална позиција во однос на приколката. На есен е закажано комерцијалното представување на CX-80 и тогаш ќе дојде со 2 погона и двата со мотори на согорување. Бензинецот ќе биде приклучен хибрид. Ознаката e-Sky Active Plug-in Hybrid Electric Vehicle обездинува во приклучен хибрид 4-цилиндерски бензински и електромотор. Системски се добиваат 327 коњски сили и 500 Нм, а само на струја може да се поминат 60 км. Електробензинскиот склоп достигнува максимални 195 км на час и забрзува до 100 за 6,8 секунди. Она што треба да и се признае на Мазда е што не се откажува од својата традиција. Дел од неа се дизел моторите. Неодамна развиениот дизел линиски 6-цилиндраж доби блага електрична поддршка. Така генерира 254 коњи, забрзува до 100 км на час за 8,4 секунди, а достигнува максимални 219 км на час со просечна потрошувачка од 5,8 литри. Двата мотори се впарени со 8-степена автоматска трансмисија која ќе препраќа сила на сите тркала. Интелигентниот mid-drive овозможува избор на 4 модуси на возење, а CX-80 има импресивен капацитет да влече приколка тешка 2,5 тона. Mazda сериски вградува напредни системи за помош на возачот iActive Sense и тие се насочени кон безбедносната оценка од 5 звездички на Euro NCAP. CX-80 е најавена да пристигне во дилерствата по летните одмори, а цените нема драстично да одскокнуваат од оние на помалата CX-60. Во денешниот стереотипен автомобилски свет постојат само неколку производители на кои сите капа им симнуваат. Еден од нив е Pagani, кој ја обележува 25 годишнината од својот прв модел Zonda.
Во таа чест, групата студенти на Европскиот институт за дизајн ИЕД креираа концепт со кој се оддава почит на овој еден од најекстравагантните автомобили последниве децении. Нивната идеја е отелотворување на спој на класичните елементи од наследството на Дзонда со смело и спортско изразување на современоста во која живееме. Изработен со многу внимание и стилска перфекција, овој концепт, наречен Алисеа, ги следи линиите и пропорциите на оригиналот. Визуелната врска со Дзонда и во помала мерка со Хуајра е јасна, но сепак се забележуваат напорите на младите дизајнери да ја задржат површината на каросеријата што е можно почиста. Тоа посебно доаѓа до израз со отсуството на било какви странични отвори за воздух, карактеристични и неопходни за возилата со централно поставен мотор. Но тоа не значи дека Алисеа се префрла на струја. Доколку ова не беше само дизајнерска студија, погонската сила и понатаму ќе ја даваше AMG V12 агрегатот. Привлечноста на креацијата предизвикува реакции и распослани меѓу мноштвото фалби и едно едноставно прашање: дали Пагани ќе го изнесе овој супер автомобил на патиштата? Во ексклузивниот свет зборовите не може не постојат. Место нив се користат бројки колку тоа ќе чини, понекогаш ниту тие немаат значење. Таква е приказната и за неименуваниот влюбеник во автомобилите кој се има обратено до Пининфарина со уникатна желба. Таа започнува со моделот Батиста, кој е креација на италијанското студио на основа на електричниот римац Невера и неговите 1900 конски сили. Планот на италијанската мануфактура предвидува производство на 150 примероци, од кои по повод 90 годишнината од основањето 5 беа издвоени во специјална серија наречена Аниверсарио. Обработени со посебно внимание, тие се разликуваа од стандардниот модел главно дизајнерски, но за купувачот на петиот примерок тоа не беше доволно. Тој побара да му направат уште еден со контрастна колорна шема. Бидејќи, како што споменавме, во овој свет зборовите не може не постојат, во Пининфарина ги засукаа ракавите и според неговите изричити желби го креираа моделот што го нарекоа Реверсарио. Дека работата перфектно ја завршија, нема дискусија. Сигурно не се дискутирало многу и за цената. Дури и да добил попуст на вториот примерок, таа на неименуваниот купувач на идеално вклопениот пар електрични суперавтомобили му ја имао леснето сметката за најмалку 5 милиони евра. Како и да е, тој е презадоволен за што сведочи неговата изјава во која вели дека близнаците се целосна перфекција каква автомобилскиот свет никогаш не постигнал и дека совршено се надополнуваат како одраз во огледало. Затоа и за секогаш ќе бидат меѓусебно поврзани и никогаш нема да се разделат. Ова беше убава приказка за поврзаноста тешка колку една голема стамбена зграда. Што би рекол народот, се има, се може. Со ова го завршуваме денешното издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. До гледање.